Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич, во кој продолжуваме да дискутираме на битни теми, а ова е продолжение на она што го дискутираме и можне често, практично, постојано, но особено во овие денови, како денеска, вчера, се станува збор за токму оние институционални механизми и нивната примена, функционирањето и примена, односно ефектот од нив, ако воопшто го има. Денешната тема се однесува пак на друга област, значи настрана не е она што го дискутиравме по однос на појавата на насилство семејно, врсничко и така натаму, и оние институции кои би требале да се занимаваат со тоа, од образованието, центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, правосудните институции и така натаму. Го прошируваме делокругот, сега го усмеруваме еве конкретно на Министерство. Министерството за односи со заедниците, во темата ете ставено како МОЗ скратено. Повод за тоа е извештајот за ревизија, направен реализиран од Државниот завод за ревизија, кој ја опфаќа 2024 година и во кој всушност се покажуваат или нотира низа неправилности. Меѓутоа, исто така и сериозни системски пропусти. За жал, за да работата биде уште полоша, имајќи предвид дека во извештајот е нотирано и отсуство на, односно утврдени се исчезнати основни средства, сомнителни јавни набавки, значи исчезнати основни средства како 30 на лаптопи, да речеме, за кои не постои воопшто евиденција, ниту кој ги земал или кој ги издал и така натаму. Односно, велам, исплати на плати без евиденција, и тоа огромни суми, 165 милиони денари за дури за вкупно 244 вработени, од кои за 150 лица се ангажирани преку оние подпрограми, правична застапеност и така натаму, а немало никаков доказ за нивното присуство, дали доаѓале или не доаѓале на работа. Што велам, сето тоа во овој извештај, ако го земеме како релевантен, како сериозен, имајќи предвид дека за што и да се фати човек, за која и да институција, веќе е со низа сомнежи. Така да, ете, може да се дискутира и на тој начин, но затоа велам, под услов да сметаме, да земеме предвид дека овој извештај е реален, објективен, тогаш, за жал, тој покажува не само низа неправилности и не само системски пропусти, туку и директно открива сериозни финансиски малверзации и злоупотреби, значи апсолутно бескрупулозно, што го отвора прашањето, велам повторно, околу тој институционален механизам на функционирање, односно постоењето или отсуството на тие системски контроли на институциите, на министерствата, како меѓусебни, кои би требале да бидат навистина комплементарни, поврзани, така пак и внатре самите нив. Макар дури и до некој степен кој би прикажувал и во овие извештаи кои се прават, но и за јавноста, дека барем формално функционираат внатре. Ако извештаите или ете ние она што сме го гледале предходно, а што требало да биде можеби навистина и тоа како добар маркетинг, прашање ете дали можеби е и добар маркетинг, играњето топка и така натам, фудбал, како и да е, во тие простори, и правење многу други работи кои требале ете
да донесат, велам, добри, односно поени на страната на тие кои ги правеле, а на се сведува, ако човек погледне се тој дел од маркетинг, од таа дали предизборна кампања, дали воопшто во светот, не само кај нас. А барем, значи, велам, за јавноста да биде сликата дека функционира според она што му е целта. Како се вели, не служи на својата цел или служи на својата цел. Ако толку директно, флагрантно, очигледно, не само дека имало системски пропусти, туку и злоупотреби, односно директно малверзации, кои се нешто сосема различно од пропуст или неправилност, кои можат да бидат и случајни, и ненамерни, и така натаму, па може да бидат и од најдобра намера. Да, еве, ви зборувам половина емисија од најдобра намера, а да е контрапродуктивно, да е пропуст. Затоа, еве, ајде ќе скратам. Но тука станува збор за, велам, директно злоупотреби, финансиски малверзации. Што тогаш можеме да очекуваме воопшто да испорачаат тие институции? Ако не можат, макар и слика на привидна организираност внатре да прикажат. Дури и таа што ја прикажуваате, она испревртена каква што имавме прилика да видиме. И во таа смисла, колку ние воопшто можеме да очекуваме нешто да добиеме, дека можеме да добиеме од тие институции, односно тие да ни испорачаат барем нешто од она заради што постојат и што им е целта. Ете, тоа е накратко денешната тема, иако велам, значи, токму кога се отвора ова прашање, сега а имајќи го предвид се тоа надоврзување и на овие други институции поврзани со овие трагедии кои ни се случуваат, навистина веќе е прашање човек во што да верува. Може би извештајот не е релевантен, кој знае, може би и тука има некоја заднина. Тоа е пак најголемата стапица и ризик, што толкав број на вакви ситуации, состојби во општеството прават да веќе не се знае кому да му се верува. Да, дури дали да му се верува и на тој кој вели дека не е во ред. Затоа што имаме една реалност сосема нова на која сме се навикнале и тоа новото реално, кое колку и да е ненормално, нам ни станало нормално. 6091 924 925 се телефонските броеви. Ете, кој ни е прв, повелете, можеме да почнеме. Добар ден, Ниса. Да, добар ден, повелете. Да ви биде убав дено и да си ја водите емисијата секогаш како што ја водите. Благодарам, нека е навистина убав. И со сите вас добронамерни. Вака, како да се завртиш во секоја сфера во Македонија само проневера. Значи, што сакам да кажам, ако се најдувам во Кина, со која рака украдете, ти ја сечат раката. Ако се најдувам во Америка, ти вели подобро уби човек, данок немој да не го плаќаш. Се сеќавам во времето на Бранко Црвенковски за Татбанка. Рече, сега на октоподот ќе му исечам краците. Кога види дека околу него се братучеди, роднини, сестри, ова, она, не се види ништо од октоподо, не кукам, не укради, не укради, пари ти преболивне. Што сакам да ти кажам? Ќе прекинам предвреме работата, ќе чекам да ми се јави овој од Крушево и овој од Радишани и одма се ќе ви биде јасно. Ве поздравувам, пријатно. Благодарам, ве поздравувам и јас. Добро, оставивте практично и една минута, така да, ајде, еве, може би ако имате нешто да додадете, како реплика, предпоставувам, со оглед на тоа што спомнавте, и во насока најте една конструктивна дискусија. Повелете, а јас еве нема да одземам од времето. Добар ден, повелете следен, кој ни е. Добар ден. Добар ден.
Ало? Да, повелете. Извини, само ова МОЗ, што му значи? Министерство за односи меѓу заедниците. Или заедницата, нели? Мислам, треба да е заедниците, а колку се сите заедници или... Да. Порано беше, нели, за политички системи и односи меѓу заедниците, сега е само односи меѓу заедниците. За односи со заедниците. Добро. Слушај, а ова е сега за 24-та година. Да, 24-та. И зашто толку касно после 2 години? Што не го направија тоа тазе? Да. Не. Секоја година за година да си влече тоа, што бара 24-та. Но меѓу време пацовите го напуштиле бродот, избегале некаде по светот. И кого сега ќе гонат? Ве дирекција за ревизија, како ја вика? Државен завод за ревизија, да. Така, Државен завод за ревизија. Значи, поранешниот, додајте му на гледачот некоја секунда да разјасниме и за сите. Поранешниот прв вице-премиер на владата Груби беше и министер за политички систем и на ова министерство до 30 август 2020 до 23 јуни 24-та. Од 24 јуни 24-та е актуелниот Иван Стоилковиќ. Значи и него го опфаќа еден дел, и јас затоа еве ќе искоментирам и од него има, ние го добивме медиумите, писмото до Државниот завод од страна на Стоилковиќ, во кое дава мислење за овој извештај и вели дека наодите со новото раководство во периодот од 24-та кога е тој, во голем дел се сменети, односно подобрени, надминати во голем дел. Дајте му на гледачот ова, значи имате време колку таму, барем минута, дајте да што. Една минута нека ви дај. Да, ајде, повелете. Како рече, значи Груби тоа го дал како изјава, така? Не. Или Стоилковиќ, да. Стоилковиќ дава надминати се, затоа што половина година од 24-та тој го има мандатот, втората половина. Бидејќи он, нели, тогаш не беше власт, Стоилковиќ, затоа малку ме буни сега. Да, но... 24-та година не беше власт, он беше... чекај, 24-та беше бе власт, беше пола... Беше, затоа, да. Второ полугодие, Затоа Груби го разрешуваат 24-та на половина. И сега они се фатија за ова тука, дека Груби ќе му најдат нешто. Па не знам зашто се фатиле, ова сега излегува овој извештај, дали е насочен. А има ли за Стоилковиќ се извештај да прават? Па не, затоа за 24-та е генерално, а Стоилковиќ испраќа писмо дека најголемиот дел се надминати. Тоа е, значи, таа половина година. Дојде Груби насмеан тука, се изнасмеа човекот и сега готово извештај ќе прават. Ајде не одзимам време да бидам фер према другите. Ви благодарам, ајде и јас ви одземав малку, но се надевам за да ги појасниме работите кој кога бил, за да бидеме објективни. Повелете, добар ден. Читам водител, ќе забавам да си го почитам времето 2 минути. Да, повелете. Вие спомнавте исчезната, почитам водителу, по потполно право сте. Или нема трага, мислам, нема евиденција. А не исчезна државата, почитам водител. Не исчезнуваат луѓе во почитам водител секој ден. Луѓе не исчезнуваат, нема. Умираат, се убиваат други. Исчезнуваат. Парите, топта не исчезнуваат, ги нема, аж. Никој ништо не кажува. Каде се парите, гласно прашувам. Почитувам водителу, грубо кажано, така е. Збируштина на вода. Ништо не биде од това. Почитувам водителу, исчезнале лаптопови, 30. Па слушайте, сега гледам на веси. Се точело гориво на приватни возила на име на службените возила. Се переле возилата во означена перална на приватни возила на сметка на државните возила. Се интервенирало на возила наводно расипани, ме разбирате, механичарски, се наплаќало 3 пати повеќе цената од договореното. Еве сега слушав на вест. Почитувам водителу, отидовме јабана. Се исчезна. Ама буквално се. И ја не можам да разберам, ама никој ништо не е загрижен за ова. Почитувам водителу. Имаме ли влада, немаме ли влада?
На што личи ова трагикомедија? Топтан сите исчезнуваме од нејзина негижа, од нејзина немоќ и интриги и игри на чело со интригашот. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Кој ни е следен, повелете. Има многу, да речеме, фактурирани износи повисоки од прифатените понуди. Има пак обратно символични понуди во тендерски постапки, да речеме 0,01 денар за работен час за сервисирање возила. Понуда. Имаме ли некого режијата, нека пуштиете? Да, повелете, добар ден. Да. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Па јас вака верувам во извештајот на ревизорите, верувам на Стоилковиќ, дека и за неговите неколку месеци 2024 година, нели, се произнесе со неколку ставови, неколку акции што ги презел таму за тие што седеле дома, а земале плата, више тие тоа го решил и многу други работи. Сега се овие откриени од ревизорите понатака, значи во моментот што во министерството, значи ја не су партиски, меѓутоа овој човек, овој извештај го поддржава. Значи во моментот тој нашол луѓе кои не работат, не се на работа, земат плата, разрешил се они. Меѓутоа за овие трошкови едно друго не може сам, не морало државниот ревизор. Сега зашто државниот ревизор после 2 години, тоа е друга работа. Значи, тој не може како министр да му нареди на државниот ревизор, тој пријавил кај државниот ревизор да се изврши ревизија, тоа и тоа најдено, ето и тоа. Не може да не веруваме, тоа се е вистина е. Ако груби дозволи во владата фудбал да се играт, ако се дозволи тамо да има кревети за спиење во владата, во канцелариите, ова воопшто не е чудно. Значи, груби учака, ДПМН, СДСМ, све на штета на државата. Значи, приватно си полнеле гориво, приватно си одржавале возилата и така натака. И сега, мене не ми е јасно, што се случува сега со груби, дојде насмејан. Што ќе се случи и понатака? Значи, злосторниците Оде Стоилковиќ само ќе испадне како највидовен човек, затоа по моје најреален во неговото министерство што откри криминалите и јавно и кажа. Другите молчат. Зошто молчат? Затоа што се злосторници исто како и други, и СДСМ и сите ДПМН, СДСМ и другите најзлосторничките партии во Македонија. Тоа е причината што се молчи да чути. Благодарам ве, поздравувам. И јас би сакал да верувам во сето она што е официјално, за жал некако реалноста не прави да веруваме се помалку, односно она што ни се случува. Дали во правосудството, суди, скриени дупки, необјаснети потекла и така натаму. Дали институции во кои навистина не би смеело да има тоа со што испливува на површина. Еве ДКСК да речеме. Тие афери или се едно во врвот, генерални секретари, министри, поранешни премиери и така натаму, или, како што спомнав, ДКСК со поранешната председателка на ДКСК. Или исто сега, пред непол месец, токму Цвета Ристовска, поранешната, сега веќе поранешна членка на ДКСК, поднесе оставка на ДКСК по оние бројни сомнежи, полемики, отворени предмети, отворени 2 предмети од страна токму на ДКСК за сомнеж за судирани интереси, дека не поднел анкетни листови и така натаму. Токму таму каде што, значи не е тоа да сте вие во агенција за, не знам, забрана на пушењето, па ве фатиле пушите. Тоа е страшно, вие треба да се борите против тоа. Сега ве фатат во ДКСК, вие пушите, па добро, не ми е работата тоа, треба против корупција да се борам. Тоа што пушам не е проблем. Но затоа велам, вие, тој што треба да се бори против корупција, го имавме ова со, ќе видиме како ќе заврши со поранешната председателка. Или се едно, неподнесена анкетна пријава. И сега, таа е поранешен помошник на државниот главен ревизор. Сега по неполни месец дена од оставката во ДКСК, откако се отворија овие 2 предмета во врска со неа, кои ќе видиме што ќе покажат, а кои се само продлабочување на
тој разнишан кредибилитет на ДКСК кој сега овој нов председател Чучулј се надеваме дека ќе успее да го врати. Сега Ристовска е повторно назад на своето старо место во Државниот завод за ревизија, на истото место. Помошник главен државен ревизор. Сега да, добро е да веруваме, но како? Или некако, знаете, да, велат среќата ги прати храбрите, но и некако дали некои малерозни ситуации ги пратат некои. Да, каде да се отиде, некаде нешто, некоја афера се случува. И тогаш човек во таа смисла и вели, па не оди по овој баксус ќе ти донесе некаков. Или среќа ќе ти донесе. Сега ние каде и да се свртиме кон оваа постава 30 години која имаме, се некако ни носат проневери, корупции, манипулации, сомнежи и така натаму. И во таа смисла, велам, се продлабочува тој јаз да човек не знае веќе на што да верува. Веќе не верува ни на... Најмалку верува на подпис и печат од институција. Пак очани, подпис, печат, лиценци и така натаму. Значи, колку е повеќе официјално, толку помалку, колку е поголем кредибилитетот, толку помалку се верува, колку е поголема функцијата, толку помалку, колку е поголема обврската, судија и така натаму, заклетви, толку помалку се верува. Но добро, да се вратиме на ова, значи да разјасниме дописот од страна на Стоилковиќ, актуелниот министер за односи на министерството, актуелен министер на Министерството за односи меѓу заедниците, му пишува на Државниот завод за ревизија по однос на овој ревизорски извештај, во кој вели би сакале да истакнеме дека наодите се однесуваат на начинот на функционирање во периодот до 2024 година, кои со новото раководство се надминати во голем дел. А тој ја презема функцијата, како што кажав, втората половина, крајот на јуни 24-та, а до тогаш е претходникот Груби. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Се слушаме? Се слушаме, да, повелете. Така. Еден човек се јави, реше човекот од Крушевскиот дел да се јави, па еве реков, ај, да му набрам чеп да се јавам. Види, овој Стоилковиќ изјад не му е познато комплет да објави све. Државниот ревизор може би толку му е кажано да прочита, другото не. Јас се сеќавам пред година беше ли повеќе, само за перење кола Груби дал 30.000 евра. И други работи што наброја, да не ги бројам сега. Јас сум кажал и друг пат, благајната да ја пати Министерството за финансии. Белешка на патарина што треба да помини мора да влези во Министерство за финансии и тоа да одобри. Иначе на овие што им е раздадено на Мерко, Познер напред 30 пријави имаше тужби. Кај се? Ама, извини, ова бе со Бадинтер беше дозволено вака да работат. Бадинтерот им рече ќе терате, ќе лупате, ќе грабате, дозволено ви е. А целата кривица е 2001 што не стана народот доеден да станеме, да не влезеше Бадинтер, да направиме држава како стакло. Секој да почитува и секој да е сака државата и вака немаше да дојди. Буцнете во здравство што праја. Глувонеми носеа, па таткоците ги носеа за тумачи. Ба било кое министерство буцнете, еве економија. Тамо буцнете. Државниот ревизор и друг пат сум кажал. Викаше една тамо што работи. Ќе дојди тој главниот од 100 прекршоци што сме откриле, само 10. Ќе одбери другите, вика избришете ги. Кај се тие другите? Нема да се избришат, да се објават. Тоа е катастрофа направено. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Дали имаме некого, повелете, добар ден. Дали се слушаме, повелете. Ало. Да, добар ден, вие сте, повелете. Добар ден. Се слушаме, поздрав. Па ја мислам дека за се од овој извештај, доколку се сака,
може да се открие период кога се направени злоупотребите. Меѓутоа, проблемот е во обвинителството дали ќе сака да работи. Ние гледаме дека како некој од албанските партии ги го смени дресот, така е заштитен како мечка, никој не го пипа. Еве, земете ги со дивоградбите од Даниела што ги даде кривичните пријави. Погледнете, нема ни трак, ни збор од обвинителството до каде се, и покрај тоа што се им е сервирано на маса. Па добро, има продолжување на рокот за легализација. Нема, ама тоа не важи за тоа, Исо. Добро, да. Овие се докажани дека во периодот кога е дадена легализацијата, користени се стари броеви, правени се фалсификати и има докази од Google Maps дека таму немало објекти. Па еве, нема постапка од обвинителството да го докажува тоа. И пазете, гледате се сега, обвинителството молчи. Меѓутоа, затоа обвинителството не молчи кога се крадат кебапчиња, така и за ова. До овдека дури мислам дека на Телмо имаше прилог дека и едно службено возило Мерцедес во Куманово во некој сервис е растурено на дело. Не имаше, се сеќавам, да, јас имаше и некој да пазете, видеоматеријал катастрофа. Да поведе постапка по допрен глас. Затоа што се работи за кои ги соберете големи суми на пари. Точно се знае кај кого се тие 30 лаптопа кој ги дал. Зошто не му направат попис да видиме кој ги земал лаптоповите? Ете, правично општо, просто да е. Кој ги издал лаптопите се мора да се издадени со задолжување со реверс. Ајде да видиме кој ги земал тие лаптопови. И зашто не ги вратиле? Кај се лаптопови? Немало евиденција. Да, за сметките точно се знае кој ставал гориво, кога ставил гориво, каде е ставено податите. Мора да има на сметките, мора да има датум. Тие се дигитални. Што значи, ако сака обвинителството, може да отвори истрага. Да, благодарам ве, поздравувам. Ревизорите откриле дека се точело гориво во вредност од 516.000 денари, без контрола на регистарските таблички, што овозможило полнење на приватни возила на државна сметка. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Поздрав до тебе. Исто така, благодарам. Але спомна Баксус, некој ти... Од Заев има ли поголем Баксус? Кај Македонија упропасти, отиде во Дубај, Дубај го бомбардираат. Сега во Кенија, ту сум на сафари биле со фамилијата, кузне што ќе најде Кенија сега. Ба или тие диви животни таму, што знам. И животните, и тие ќе трпат нешто сигурно. Овој почитуваниот гледач тој Диме да го потсетам, малце да го едуцирам дека овој извештај прво се однесува за времето на Австран Грузи. Стојковиќ побара кога го презема министерството да се изврши ревизија таму. Значи, кога ги виде он тие работи што се таму случајни, побара ревизија. Систематизацијата на работни места, не знам колку 1000 души била систематизацијата, оние средија сведе на 200 души. Тоа министерство служило за регрутирање на кадар. Затоа голема систематизација прима луѓе и после ги преземаат други министерства. Значи, тоа регрутен центар бил. Значи, ако некој работи во оваа влада, тоа е Стојковиќ. Секоја му чест. А Јупчо сега се освестува дека до обвинителството е проблемот. Пења ни фати устата. Чиви се обвинителите, чиви се судиите. Цело време тоа го зборуваме ние. Што не преземат нешто? Само во Чаир има дивоградби, во Сарај нема, во Кондово никаде нема, така? Во центар нема дивоградби, само во Чаир има. Ајде да не кажуваме приказни, значи, кога се зборува, треба да се зборува реално. Цела Македонија врие од дивоградби. Никој ништо не презема, а кој треба да преземе? И за овие случаеви со убиства, самоубиства, пак кочи работата кај обвинителството. Тука е цел проблем. Благодарам и поздрав. Благодарам ве, поздравувам. Да, еве, јас го имам директно доставено ние извештајот, односно писмото на Стоилковиќ, кој е обемен затоа што е токму мислење на тој доставен нацрт извештај, 19.12.25, примено од Државен завод за ревизија 23.12.25 година, во кој, велам, помеѓу другото, вели дека Министерството за односи го разгледало
нацрт извештајот за извршената ревизија, на усогласеност на тема јавни набавки во Министерството за односи меѓу заедниците, претходно Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, и вели, во овој контекст изразуваме благодарност за наодите кои даваат јасна слика за начинот на функционирање на Министерството за политички систем до, односно заклучно со 24 година, како и за препораките кои укажуваат на можни насоки за подобрување на состојбата. И потоа истакнуваме дека наодите се однесуваат на начинот на функционирање во периодот до крајот на 24 година, кои со новото раководство актуелно, значи, се надминати во голем дел. Ете, велам, ова е само пропратно практично писмо по однос на пообемното мислење токму од страна на Министерството за односи на заедниците во врска со извештајот, нацрт извештајот за работењето на, односно извршената ревизија. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, вие сте. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Сега вака изо... Кажете, да. Да. Ова влада има мнозина. Подхитно треба да направи реконструкција на владата на Република Македонија. Значи, подхитно треба да го разреши овој министрот што е за земјоделие. Значи, тој човек нема појма од земјоделие и уопšte немаме земено субвенции. Дали свесте се они до кој дереже е додена државата Македонија 1,5 милиарда дана ни за увоз на храна. Значи, подхитно треба да направи реконструкција. После сега се зборувам за бившиот председател на Основниот суд во Кавпаки, Лазар Нанев, кој требаше да оде на суд и сега е ставен тој, значи он беше у криминал влезен и сега е инспектор во Кавадеце во МВР, инспектор по криминалот. Па каква е таа полиција, ја не знам. Таа СВР од Велесо е и ОВР во Кавадеце. Подхитно треба тие луѓе да се постават на тапет и ништо повеќе и да ја разрешат тие началници на полицијата во Велес и во Кавадеце. Лазар Нанев се беше да оде на суд, а ставен е сега по криминалот. И подхитно треба ова влада реконструкција да направи. Значи, 1,5 милиарда даваме ни за увоз на храна и субвенции немаме земено. И го поздравувам од Ѓерѓели, тој е пријател што од Негорци и да ми се јави и го чекам во Кавадеце. Поздрав и пријатно изо. Благодарам ве, поздравувам и јас, до слушање. Повелете, добар ден. Ама ве молам сега да ме сослушате. Да, кажете, да. Најкултурно. Значи, преку вас, најотсечно и најдецидно и за последен пат да му биде овој однаколец да ми именува во вашата емисија. Најстрого му забранувам. Јас лично како Диме. Ако лечи комплекс со мене, нека лечи. Ако навечер ме сонува мене и чизмата, нека ме сонува. И јавно за последен пат му кажувам. Името Диме за тебе не постои. А тоа некој што спомна за дивоградбите, и тоа он го оправдува, и самоубиствата ги оправдува. Ја не знам што човек, дали е човек он уопште. Знаете што ми е жал? Ке се стопли времето. Ке нема каде коритото во дворот да го стави, да се бања. Во чај, таму кај што живе. И за на крај. Ако него местото му е наколец и така му е добро, дали се врти лево или десно, и ужива во тоа, нека ужива. Последен пат му е да ми го спомне моето име. Јас како Диме му го кажам ова. Не е ова закана,
него е ова децидно барање. Лично од мене. Благодарам и пријатно. Да, благодарам. Поздрав до вас. Значи, еве, ајде, навистина, за да не продолжат да ескалираат работите и да одат во друга сосема спротивна насока. Еве, и јас по кој знае кој пат укажувам и барам да не бидат спомнувани имиња или воопшто занимавање со другите, односно оценки, давање мислења на другите кое какове. Го имавме тоа и укажав исто така и во претходната емисија, карактеристики на тоа, на личности, а не на тоа што е кажано. Кој е што и какове и негови, велам, карактеристики се едно приватни, физички, какви и да се. Дефинитивно дискутираме за мислењата, тоа што сте го кажале, се едно, дали не знам, Диме, Исо, Љупчо, кој да е, се едно е мислење и можеме и требаме и неопходно и смислата е да дискутираме за тоа, но да не спомнуваме имиња, но и особено да не одиме во судење и оценка. Затоа ете и во претходната емисија имавме кој е како, дали бил верник, дали имал деца, дали и такви работи. За да се покаже што? За да му се негира тезата или, не знам, да се објасни начинот негов на размислување или слично. Апсолутно, значи, еве, укажувам такви карактеристики, оценки, судови и именувања, а се за да не отидеме во понатамошно ескалирање, ќе бидат исклучувани. Да немаме недоразбирање тогаш. Затоа што еве имаме навистина ескалирање. Што е сосема пак различно, велам, и нема врска со коментирањето на мислењата. Тоа е дефинитивно не само се извинувам дозволено, туку е нормално и пожелно, да не кажам. Нормално е и да се согласите и јас едно или да не се согласиме. Не мислам така и готово. Тоа што го кажа гледачот претходно, воопшто ништо не се согласувам со тоа и готово. За мене е тоа се погрешно, односно поинаку, еве зошто. Така да ете, ве молам тогаш без именувања, а по најмалку констатации околу тоа кој е, како е, брачен статус, семејно, имотно, партиско и така натаму. Повелете, кој ни е следен. Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, да, повелете. И па што да кажам за овие системски пропуски, значи катастрофа, човек да се разочара кога ќе слушне. Меѓутоа, ние сите знаевме на некој начин дека нешто се случува и што се случува, ама вака јавно, со ревизорски куки што е направено, мислам, срамно е да ви кажам право. Значи, некој да не иде на работа, да зима толку пари, да се користи бензин, затоа луѓе да ги гледа школи не нон-стоп, не гаси кола, не ништо, се чудиш како може така да се луксузира човек колата да му, уместо да му работи, си прави муабет со друг и трет. Значи, ја не знам ваква кавалер или галант држава, да кажам, дали има негдека во светот друга, не знам. Значи, ова е нека злоупотреба, него сега да земат па на сите тие, пошто ги имат на список истре, па да земат да им блокират сметките и да им ги враќат пари. Значи, кај нас мора само такво нешто. Значи, толку пара, 20 и колку таму милиони евра, како кажа, значи, толку пара кај нас е буквално, морам, јас сум најпротивник да кажам, меѓутоа, крадење, друг збор, не знам кој да кажам, и нелегално земање, како да кажам. Значи, такво нешто вие да правите од буџетот, од народот. Тој народ одвојува. Значи, они не крадат од буџетот, од функционерите, крадат од работничката класа, која ондека, да не кажам на каков начин заработува од јутра до сутра што викаат. И за колку заработува, да. Ама, значи, стварно како нема такво. Значи, он не краде од функционерот, кој ќе рече, од државата. Па не е државата, функционерот и овако се само. Значи, државата е целиот народ. Народот го пуни буџетот. И сега на народот не можеш да му дадеш плата,
Пошто таа плата зашто? Па ќе го пуни буџетот, колку ќе земе плата, он па парите ќе ги потроши, се врти, се пуни буџетот. Значи, овдека, тој што нема, што има малку, тука парите ги оставува. Тој што има, ги оставува по Грција и што ти знам, надвор се. Ма да, и со многу повеќе од 600 евра кога би му се дало, повторно нема да му остане за да може да носи по швајцарски банки или некаде надвор од Македонија, или да задзидува во зидови. Замислете, ете, 1000 евра минимална плата и што, повторно ништо од тоа. Наспроти нивните. Така да, но затоа друга е работата, колку е тоа реално, колку е можно, колку е остварливо и така натаму. Како да се задвижи тој замаец на економијата. Да, да се даде, да се инвестира, но за да потоа се врати. Затоа замаец да се зголеми и продуктивноста, но да се зголемат и примањата, кои потоа ќе се трошат и така натаму. Ќе се трошат внатре секако, затоа што токму и најголем дел од таа работничка класа и со тие примања ретко воопшто каде и да одат. За нив се и тие револуционерни соопштенија, историски дострели како сега сме уште поповрзани со Европа, со нови уште 20 линии директни до Шпанија и така натаму, апсолутно беззначајни, ништо не им значат. Кој од нив кога особено со авион одел и така натаму. Ете, сега можете, значи, на Коста дел Соле отидете за викенд. 50 евра лет. И кој отишол од најголемиот процент од работниците? Ако треба тамо да плати 10 пати повеќе од колку што му е картата, или освен ако лета со владиниот авион, кој е поевтин, како што вели председателката. И кој сега одеднаш стана исправен, сега ќе се активирал лирџетот за 6 македонски државјани, од инаку колку се таму 630 кои побарале помош. По кој ли избор тие 6 ги направиле и што да правиме сега? Се молиме ли? Ако што ме во толку катастрофална состојба, тие ќе го пуштат за 6. А добро, сепак изгледа побезбеден авионот отколку да се биде во Израел сега. А со тоа и да се молиме, веројатно и ќе успее да стигне како што треба. Мислам од аспект на техничките способности, во другото немам дилеми. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли? Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до телевизија. Да, исто така, повелете, ве поздравувам. И со една молба до тебе, ама да ме сослушаш. Да, кажете. Напиши како темата што сте ја написале оздоле. Пазете да не ги навредувате северџаните. Како шо ете, јас ќе го спомнам. Да, но исклучете го гледачот, затоа што токму ете тоа правите до секого кој за кој колку и да е за вас нешто безсмислено и беззначајно, колку и да не ви значи тоа што не постои тој збор ниту во речник, ниту било што, а некому ете го повредува, колку и да игнорирате што јас трошам време од другите за да ја вратам некако во колотечина дискусијата нормална и она што зборуваме за институциите, да служи на смислата, на целта, зашто служат институциите, зашто служи Министерство за односи меѓу заедниците, какви односи имаме, служи ли на целта, зашто служи оваа емисија. Ако исто и вам тоа ништо не ви значи, ниту тоа што бега ситуацијата во друга насока, па јас велам трошам време да објаснам, да ја вратам природно, да сватиме каде сме, не присилно, не сосила, и при тоа не почитувате ништо, туку придавате на тоа дека некој е чувствителен, а при тоа имаме директно од двете страни најмалку и повеќе реакции, и настрана од реакциите, апсолутно непродуктивно и релевантно. Да се зборува за тоа дали е некој верник или е партиски, или има деца или нема деца, а не за темата или за тоа што го кажал. Што менува тоа? Сеедно, што значи северџан, дајте ми во кој речник пишува. Аха, тоа значи ваша етикета некоја некому да ставите за кој мислите дека е предавник или што. И сеедно, добро. И што правиме со тоа?
И тој треба вам да ви возврати по тоа. И среќа што уште неколкумина кои се прозиваат овде не реагираа уште, кои беа прозвани. Треба уште и тие да изреагираат и до каде ќе отидеме. Навистина, затоа ве молам, дајте да не сме за излегување од колосекот. Не можеме тој луксуз на крајот на криштата ниту да си го дозволиме. Во овакви околности. Да е се во ред, вие гледате зашто зборуваме сега и токму тој принцип, да, немаме за леп, ќе јадеме колачи. Повелете, добар ден. Ало, Да, повелете. на пријателот адресен да му кажам... Па некој ете, работа. тоа реков уште сега и вие, и уште некој има доп... Па исто јас сум секојаш културен. Ама знам, во ред, но реков има Сакам да ми некој... објасни, да ми каже во која емисија и каде, на кога, јас сум ги бранил судиите и обвинителите. Он лично да ми каже, пошто ме следи на сите телевизии, нека ми каже каде и кога. Јас сум кажал еднаш позитивна работа за судството и за обвинителството во Македонија. Ако некој највише плука, тоа сум јас. Со примери. Ја не зборам како него. Јас зборам со примери. Точно кажам во кои судови, каде и што му е констатирано. Ја очекувам дека сега ќе биде темата за дотичниот од Карпуш. Тек тогаш имаше да ги праша многу обвинителите околу неговите условни пресуди. И дали он разликува што е дива градба во урбана средина и што е дива градба во селска средина. Кондово е село, не е урбана средина во градот. Таму е комуналија 5 евра, овдека е 100 евра во Јаја Паша. Ако нешто му значи математиката. Но ако јас платив комунали за Урадишани по 100 евра, 600 евра квадрат ми ја ценеа куќата, тогаш зашто некој таму во Јаја Паша да добие без пари квадратура, сакам да го прашам. Ако он го оправдува тоа, како што го оправдува неговиот лидер на кој Степан му верува. Он не е за рушење, он е за градење. Јас сум за градење, ама легално да се гради. Затоа што тоа е урбана средина. Тоа е ликот на градот. Периферијата не треба да не интересира. Ликот на градот е во центарот. Тоа е проблемот. Тогаш ајде и македонците од другата страна на Бартак нека градат диво градби и никоме ништа. Сите да бидат еднакви, да прашам. Може така да направиме? Ама не верувам дека тоа може да се случи за македонците. Толку пријатно. Благодарам ви, поздравувам. Ова е веќе дебата со мислења, не кој е од каде и што е и така натаму, да му кажам дека е тој таков или е ваков, туку да, изнесување ваши аргументи, ставови, мислења во врска на оние кои се поинакви од вашите, спротивните, што значи дека се исполнети условите за реплика и гледачот може да се јави по истиот принцип да со негови аргументи, контрааргументи да си даде реплика, односно контрареплика до вас. И тоа би требало да биде и единственото што евентуално повремено може да се појави, а и тоа да го одбегнуваме за да имаме повеќе време за други учесници и за еден мазен тек на дискусијата. Но добро е понекогаш и токму за да објасниме некои работи, токму и да вкрстиме аргументи и мислења. А не кој кажал и што е при тоа, и што прави при тоа, или јаде, или каде гледа. Повелете, добар ден. Значи, гледачот може, ако не стигнеме сега во следната емисија, секако нема ништо спорно тука. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме ли? Повелете. Добар ден. Ало. Да, повелете. Ме слушате? Ве слушам, повелете. Поштовање, господин Исто така, почит до вас. Поздрав. Вика, Државниот завод за ревизија пропусти нашол. Па чекайте, се фатиле за 30 лаптопови. Па 35 години државата краде овие три партии. Што не се фатат уназад 15, 20, 25 години. Сите кажуваат проблемите со говорниците. Имате, гледаме, испуштате емисијата од рака. Чаре, како да се најде? Јас ќе ви кажам, вие гледате злоупотреби по институциите, па јас од рака дал сум пуштил нешто. Па ова не се знае кој што гори во лаптопи дели, јас дали сум пуштил. Па затоа зборувам, дајте за тие работи ја зборуваме, не за... Еве, па за тоа зборам јас. Значи 35 години... Па тоа оставете што јас во рака, ние сме најдобри во однос на ова другото што се случува.
Послушај да се докажам дека има Ма време. јасно, имате време секако. Има, знам дека има. Чарек нека каже сите заговорници како да ги оправиме овие аномалии. Па Јас тоа ќе ви кажем како. Овие три партии да изгласат во собранието, да ги снема, да дојде друг од страна. Ја пак ќе кажем, може ќе се насмеш цинично, иронично, како сакаш. Само Словенија, 10 години, 10 луѓе да видиш како ќе направат. Ни Бадетер ќе има, ни Диви Градби ќе има, ни 5 евра ќе има, ни 100 евра. Све дојка се овие три партии на власт вака ќе си тупкаме во место, а вие телевизиите не само важат да сиде, ќе си пополнувате емисии, а напредо ќе нема Македонија. Во жив песо ќе тупкаме ние македонскиот народ. Политичка цена. Го сотре овој народ македонски 35 години, па се украде 30 лаптоп, па Стојковиќ бил добар, Стојковиќ не чинел. Све се тоа криминалци. Само и кога ќе дојдат тие Словенци 10 затвори да изградат, сите тие што се грешеле да ги бапне во затвор. Биде ми поздраваме све најдобро. Благодарам, ве поздравувам, токму за да не пополнуваме туку така емисии, односно време, и да не пополнуваме така што ќе шириме само нетрпение, ќе зголемуваме анимозитети и слично. Токму затоа и велам, идејата е да ја насочиме позитивно енергијата на сето она што и тоа како е отидено, не пропусти, туку злоупотреби. И да, ќе се насмеам на се што е аргумент, се што е добронамерно, се што е конструктивно, но со симпатија ќе се насмеам. Не со презир, подсмев или иронија. Затоа што е нешто што произлегло од размислување. И зашто може да дискутираме. Да дошле експерти од Словенија. Да, дали е тоа добро или не? Па да видиме, да размислиме. Па може би е добро, може има од некаде уште подобри да дојдат. А може би нема потреба од никаде да дојдат, може би ги имаме тука. Тоа е како се дискутира и се доаѓа до она што ни недостатствува и потоа се решаваат проблемите. И затоа насмевката нема да биде ниту цинична, ниту иронична, велам, туку добронамерна. Во функција на целта и смислата, да служи на својата цел, како се што треба. Повелете, ако имаме време, да послужиме на целта уште малку. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па сега кај ни бегат емисиите, ево, да конкретно да продискутираме. Да. Ево, како во тие 2,5 години, дури беше Данила со СДСМ и ДУИ, ово истото наше другарче, да не спомнуваме имиња, рековме, така? Да, па дете, што кажал, јасно. Па тие исти дивоградби не ги примети во Чаир. Или да ги примети дивоградбите во центар. Тие доградби, надградби, отворање... Зборувајте слободно, да, за тоа што е кажано, не е проблем. Туѓани од гаражи. Како тогаш не ги приметивте, ама 2 месеци пред локалните ги приметите тогаш сите тие работи. И кајде до најголемите замерки овде? Најголеми замерки кога се бега од темата, кога некој ќе ти ја злоупотреби добрината твоја, преку, знаеш, оние фрази, почитувам водител, кога ќе лечиш комплекси свој, кој те тера, бе, човек, тебе ти да кажеш дека се јавуваш од копаоник, од базено, или да не оптеретваш со твоите операции? Се што ќе кажеш приватно, ние имаме право да го дискутираме. Кој те тера да ги кажуваш тие твои работи од ова не е зидо на плача, па ти ќе ни кажуваш дека од базена, бе, јас почитувам водител, го се јавувам, па после се лути што ти те спомнуват. Затоа што си дволичен, затоа те спомнуват. Затоа што едни исти работи не ги кажуваш од едната страна, ги потенцираш од другата страна. Затоа бега емисијата. Во една обична политичка емисија, кај што ние си кажуваме некои своји работи, мислејќи дека кузне колку знаеме од овие политики, а досега се докаже дека ниедно не, што сме кажувале ние, не заминало во пракса. Затоа бега ова цела емисија. Кога некои работи не ви сметат, а ги посотваше од друго место. И да, никој пат не ги обвинуваше обвинителите во твоето време полицаец, тоа ти кажам. Затоа е ова вака. И затоа се револтирани луѓето дека кажуваш милозвучно некои работи, ама времето од претходната власт никој пат не го... Така, благодарам ве, поздравувам, добро. Затоа е и ова што го додадовте и вие битно исто така да се држиме стриктно до темата, професионално, без многу варијации некои други, кои би биле во вакви чувствителни околности, времиња, различни ставови, мислења, позиции, само повод за некој да се
фати за тоа, па сето тоа потоа да возврати, па да ескалира и така натаму. Вака мислење по однос на темата, контрамислење, согласување по однос на тоа или несогласување и готово. А се што излегува од тоа, ете, пак му дава право на друг да се повика на тоа, овој првиот реагира и отидовме сосема во друга насока. Во најдобар случај непотребно изгубено време, не само залудно, не само како пропусти во ревизорскиот извештај, туку и злоупотребено. За лошо чувство, за нервози, сето она што би требало да биде спротивно, тоа е да биде барем некое позитивно чувство од овие средби. Сепак се надевам, сигурен сум дека ќе превладае и дека, како што и во принципи функционира, ќе биде и во иднина. Имајте пријатно позитивно попладне. Довидување.